Да, ќе продолжиме на тема пожари. Утре и задутре во Скопје ќе се одржи првата регионална конференција за заштита од пожари во Скопје. Настан кој има за цел да ги обедини професионалците, институциите и индустријата за современи практики и стандарди за безбедност. На оваа тема утрово наша гостинка во студиото Татјана Василевич Владев, председателка на Сдруженијето на инженери за заштита од пожари или скратено СФПЕ. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Ајде прв пат ни гостувате чинам во утринската програма. Ајде прво малку да ги запознаеме во неколку реченици нашите гледачи со работата на вашето здружение. Да, вака, SFP е во суштина скратиница од Society Fire Protection Engineering. И тоа е една глобална организација која што е со седиште во Америка, која што делува и на делот на Европа. Македонија стана пред 3 месеци членка на тоа едно европско семејство. Реално, самата организација во суштина се состои од инженери, од научници, од професори, универзитети и најголемите истражувачки центри во светот, каде што прават развивање во насока на заштитата на пожари, како на пасивен дел, така и на активен дел. Бидејќи самото пожарно инженерство е една мултидисциплинарна насока која што опфаќа и машински, електроинженери, градежници, архитекти и така натаму. Така да ова е задружение, да кажам, на сите инженери во светот кои што работат сериозно на проблематиката во заштита од пожари. Значи тука се развој на материјали, развој на нови производи и така натаму. Дефинитивно ни требаат овие теми да бидат актуелни, посебно на Медитеранот. Гледаме што се случува последниве децении. Може ли накратко да ни кажете што е целта на првата регионална конференција? Реално, како резултат на тоа што голем дел од конференциите од ваков тип или профил се одвиваат во западните држави, се испровоциравме со тоа дека со основање на ова здружение, односно со лансирање на поглавја, фактички ние сме поглавје од матичната организација, решивме да направиме една регионална конференција со која што ќе ги повикаме сите регионални држави околу нас. Значи ќе има посетители од Србија, од Хрватска, од Црна Гора, од Албанија, Косово, Босна, не знам дали напоменав, Словенија. Меѓу другото ќе има и меѓународен карактер, ќе има 23 земји кои што ќе бидат нешто предавачи, нешто технички луѓе кои ќе даваат поддршка. Целта на конференцијата е едукација. Значи недостасува еден дел на едукација, сметам на овој дел, на овој регион. Голем фокус има на западот, но недостасува никако тука некакво збеднување. Се спровоциравме за луѓето тука повеќе да бидат информирани, не само во Македонија, туку и регионално, што се случува ново, што се предизвиците со кои што се случува проблематика. За полесно се решаваат одредени предизвици на нови објекти, пошто објектите стануваат се покомплексни, посложени, поголеми, повисоки, посложени технологии, нови технологии, да видат што се случува моментално баш во оваа индустрија во насока на заштита од пожари. Така. Дали ќе бидат презентирани нови иновации, нови технологии за превенција на пожари на конференцијата? Ќе се надоврзам на претходното прашање, што го кажав. Значи, конференцијата е поделена на 2 дена, главни 2 дена, 3 и 4, каде што ќе има сесии, 2 сесии во секој ден. Во првиот ден ќе има сесија за пасивен дел и активен дел на заштита, а во вториот дел ќе има буквално модерни, се вика Challenges of the New Era, значи модерни елементи кои што го предизвикуваат ова општество. Ќе се разговара за фотоволтаици како една најгорлива тема, да кажам, во светот обновливи извори, што значи тоа во однос на објектите. Ќе се разговара за складирање на енергија во обновливи извори, ќе се разговара за модерни фасади, прилично застаклени, кои што исто така се некаков предизвик во насока на пожари. Ќе се разговара во другиот дел на сесиите, од вториот дел кој што ќе се обрне внимание на стандарди и регулативи, така да ќе има сеопфатно меѓу кои фокус ќе се даде, значи на овие модерни предизвици со кои што се соочуваме. Ќе има ли некои практични работилници? Да, тоа да не го изумиме, значи последниот ден, тоа е 5 декември, на Градежниот факултет ќе има работилница каде што ќе биде Павло Ромас, кој што ќе има еден холистички пристап во однос на заштитата од пожари. Отворен е повикот, имаше доставено форми до сите, особено инженерската фела да ги пополнат, се извинувам,
На градежниот факултет ќе се одржува во амфитеатарот. Посетеност од прилика 100 луѓе е дефинирана во моментот, така да ќе има практични примери. Реално ќе може и студентите и луѓето од инженерската фила кои што веќе прогресивно работат неколку години да постават конкретни прашања на одредена тема. А како јавноста може да се вклучи, да учествува, да ги следи панелите, заклучоците? Може е потребна малце поголема комуникација, да ве информираме на време за тоа што се случува, да бидете присутни, за чисто да се знае јавноста дека во ова поле се прават одредени прогреси, може се мали чекори, но работиме во позадина. Активен член сум на Комората на архитекти и на овластени инженери. Меѓу другото сум делет техничкиот комитет во Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија, така да ние реално делуваме преку тие, да кажам, структури кои што некако тивко пробуваме да едуцираме инженерската фела. Може повеќе треба да се направи промоција во смисла и медиумски да бидеме покриени во тие сегменти. Така. Кои се најголемите предизвици со кои се соочува Македонија во областа на безбедноста од пожари? Реално мислам дека најголемиот предизвик со кој што се соочуваме е тоа што ни недостасува едукација. Тоа мислам дека е еден така поголем хендикеп, затоа што кога ќе видите во универзитетската структура или она што се како насоки кои што ги даваат универзитетите, нема специфицирана заштита од пожар или пожарен инженер. За разлика од Западот или во Америка, тоа е многу атрактивна тема. Не може ниту еден објект во тие држави да се изгради или да се конструира без да биде консултиран прво, да даде зелено светло инженерот за заштита од пожар или fire engineer и после тоа да влезе во друга фаза. Благодарна сум тоа што сум имала во таа работа, во која што работам, сум имала можност и во околностите во кои што сум била да посетувам голем број на едукативни не само семинари, симпозиуми, да бидам дел од голем број на работни групи. На Македонија недостасува едукација и сметам дека ако се зголеми нивото на едукација, на јавно разговарање на темата, на семинари, на обуки, мислам дека нивото ќе се. Тоа е една од пречките што ја гледам реално во делот на инженеринг, разговараме сега за другиот сегмент. И кои се вашите очекувања од овој настан, што се надевате дека ќе остави како траен ефект во Македонија и регионот? Јас се надевам дека реално ќе има одличен нетворкинг, ќе има добри прашања, луѓето ќе се испровоцираат да постават прашања, нема да бидат монолози самите предавачи, ќе постават она што им е најгорливо и она што им е специфично што сакаат да го знаат, ќе се направат добри контакти и ќе бидат подобро информирани и ќе знаат што ново се случува, па ќе знаат точно каде да го пребараат или кого точно да контактираат ако има даден предизвик. Нека заврши конференцијата, па со заклучоците ве чекуваме повторно во Македонија наутро. Благодарим уште еднаш за најава.